Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Патниот правец кон Македонска Каменица и Делчево и понатаму останува затворен за сообраќај. Карпите и земјата од одронот се исчистени, но опасноста од ново свлечиште се уште не е отстранета. Сообраќајниот знак со известување дека магистралниот пат А3 кон Македонска Каменица е привремено затворен за сообраќај се уште стои на крстосницата кон Виница и Берово. Одовде движењето кон Делчево и понатаму кон границата со Бугарија е пренасочено преку Берово, а патничките возила можат да го користат и локалниот пат преку селото Бигла. Одронот, што пред една недела падна на коловозот на 5 километри после истибања, нанесе над 3000 метри кубни карпи и земја и целосно го блокираше сообраќајот. Екипи на Македонија пат беа ангажирани на отстранување на одронот, па дури доцна попладнето е направено известно нормализирање на состојбата. Сепак, по увидот направен од инспекторот на Државниот инспекторат за транспорт, заклучено е дека делницата се уште не е безбедна. Сега е расчистен коловозот од одронот, кој беше во огромни количини, но постои опасност од косините, бидејќи уште не е стабилизирана косината за уште појава на одрони и така да забраната за сообраќај на тој патен правец ќе биде уште во трајност, па се надеваме во наредните денови дека тоа ќе го отклониме и ќе биде пуштен во сообраќај. И покрај поставената сообраќајна сигнализација, одделни возачи на своја одговорност поминуваат по што туку расчистениот пат, иако од блиските редови се уште се забележува паѓање на земја и камења. Поради тоа механизацијата и понатаму е активна и работи на отстранување на дополнителните одрони. Машините се на терен, има и други некои свлечиста и одрони, ќе мора и тие да се очистат, некои ќе мора да се провоцират и тие да се очистат, за да бидеме побезбедни и за учесниците во сообраќајот на тој патен правец. Деновиве е најавена и посета на стручни лица од Факултетот за градежништво во Скопје, кои повторно треба да направат увид во безбедноста на патот. Можно е со минирање или користење на механизацијата да се направи обид за рушење на надвиснатите карпи, за да се избегне повторно затворање на коловозот. Дури откако ќе се констатира дека се отстранети опасностите за возилата, делницата повторно ќе биде отворена за сообраќај. На конститутивната седница што се одржа во просториите на Сдруженијето на пензионери Кочани, повторно за претседател беше избран досегашниот прв човек на пензионерите Ѓорги Серафимов. Се избраа и другите органи и тела на Сдруженијето. Ѓорги Серафимов е старо новиот претседател на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионерите на Кочани, кој од страна на присутните делегати беше избран денеска на изборна конститутивна седница, што се одржа во просториите на Сдруженијето. Серафимов беше и досегашен претседател на Сдруженијето на пензионери на Кочани и сега повторно е избран со мандат од нови 4 години. На седницата освен претседател беа избрани и другите органи и тела на Сдруженијето. Избрани се нови 15 членови на извршниот одбор, односно од секој огранок по еден, нови 3 члена на надзорен одбор, чија задача е водење на финансовиот план на Сдруженијето. За делегат во собранието на Сојузот на пензионери на Македонија, исто така беше избран Ѓорги Серафимов. На седницата беа присутни по тројца делегати од сите 15 ограноци, вкупно 45. Изборното собрание на Сдруженијето на пензионери се одржува на секои 4 години. Освен изборот на новото раководство, на седницата беа разгледани и усвоени програмата за работа на Сдруженијето и финансовиот план за 2015 година. Завршена е изработката на техничката документација за изградба на пензионерски дом во Кочани, кој ќе биде регионален и ќе ги обслужува пензионерите од источниот регион на државата. На седницата на Сдруженијето на пензионери беше кажано дека се очекува наскоро да почне изградбата на домот за луѓето во третата доба од животот. Освен активностите кои се ставени во програмата за работа на Сдруженијето на пензионерите од Кочани за 2015 година, а се однесуваат на спортски, рекреативен и културно-метнички план, основна цел на Сдруженијето годинева ќе биде и изградбата на регионален дом на пензионерите во Кочани. Техничката документација е готова и наскоро се очекува нејзина промоција пред јавноста. Сигурен сам после изготвувањето на оваа комплетна техничка документација, очекуваме скоро нејна презентација пред јавноста со представник на владата на Македонија. Сметам оти владата на Македонија ќе поздрави тај исчекор огромен што го ние имаме направено и оти нашите напори ќе бидат прифатени од нив и ќе се реализират.
Соработката на пензионерите и локалната самоуправа на Кочани продолжува и понатаму со исто темпо како и досега. Едно капитално дело ќе биде кое што имаме задача заеднички да го реализираме е изградбата на овој пензионерски или старечки дом и доста сме напреднати во реализацијата на тој објект. Општината знаеме дека направи исчекор, се реализираше деталниот урбанистички план, сега се прошири тој детален урбанистички план. Заеднички изработивме една документација по европски терк, што е единствена таква во Република Македонија, која што ќе допринесе да можеме да заеднички настапиме и пред нашето министерство, пред нашата влада и да настапиме пред европските финансиери. Новиот пензионерски дом ќе биде изграден во кругот на старата касарна на површина од 8000 метри квадратни. Ќе има регионален карактер и ќе ги обслужува пензионерите од источниот дел на државата. Изработката на проектната документација чинеше 2 милиони денари, средства што ги обезбеди Сдруженијето. Едно прво место и 3 втори награди за учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов на регионалниот надпревар по математика. Првото место освоено со максимален број поени. Сега следуваат подготовките за државен надпревар. Први и втори награди освоија учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов на регионалниот надпревар по математика. Сега продолжуваат на државен, зашто интензивно се подготвуваат и работат со своите професори и ментори. Нашите ученици од втора година, Теодора Георгиева од 2-5 клас и Ангела Тасева го освоија првото, односно второто место. Овде за истакнување е максималниот број на поени што го освои ученичката Теодора Георгиева. Ученичките од прва година, од први 6 клас, Љупка Коцева и Марија Георгиева ја освоија втората награда и сега се подготвуваат за предстојните надпревари. Започнаа и поголемиот дел од подготовките на учениците за надпреварите по другите предмети на општинско, регионално и државно ниво. Станува збор за надпреварите по географија, странски јазици и македонски јазик и литература, кои започнуваат од март, а ќе трајат до крајот на мај. Нова депонија се шири во близина на селото Истибања во правец на Јакимово. Иако локацијата не е одбележана како дозволено место за исфрлање отпад, таа е веќе преполна, а се загадува и околината. Грда е сликата на локалниот пат кон Јакимово, на само неколку стотина метри од излезот на Истибања. Големата депонија на која се исфрлени огромни количини комунален отпад веднаш паѓа во очи, а тешко се одминува и смрдејата што се шири одовде. Расфрлани пластични кесиња, хартија и други отпадоци има насекаде во околината, а дрвета наликуваат на накитени новогодишни елки. Со помош на ветерот, отпадот го преминува коловозот и влегува во околните ниви, чии сопственици се принудени постојано да ги чистат. Целиот дол што ја прибира водата од околните ридови е затрупан од шут и градежен отпад, а другите отпадоци се потенцијални загадувачи со хемиски и биолошки материи. Загрижувачки е фактот што за време на порои тие се внесуваат во почвата, иако недалеку од овде се првите оризови ниви и градини. Дополнителна сериозност на состојбата придава и фактот што во близина се бунарите за водоснабдување на жителите на Истибања. Локацијата воопшто не е обележана како место на кое е дозволено или пак е забрането исфрлањето на каков било отпад, што значи дека се работи за дива депонија. Во последните 5-6 години таа станала толку популарна, па овде со трактори, камиони и приколки доаѓаат жители и од околните села и се ослободуваат од несаканиот товар. Истибањци не сакаа јавно пред камера да го кажат своето мислење за депонијата, но коментарите им се сведуваат на тоа дека мора да се стави крај на загадувањето. Дали со казнување на сторителите или други мерки што треба да ги преземе општината, очекуваат околината на нивното село да биде вратена во состојбата во која била пред 10 години. 20 вработени во комуналното јавно предпријатие Водовод за прв пат организирано во своите простории доброволно даруваа крв. Акцијата се реализираше во соработка со Црвениот крст од Кочани и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Одличен интерес покажаа вработените во комуналното предпријатие Водовод на акцијата за дарување крв, што за прв пат се одржа во нивните работни простории. Носител на акцијата беше основната организација на Црвен крст, што пред една година е оформена во фирмата. 20 на повеќекратни крводарители и неколкумина кои учествуваа за прв пат се одзваа на повикот, што придонесе за успешно спроведување на активноста.
Еве една година до формирањето организираме прва акција на крводарување, осекуваме дека ќе биде масовност, иначе една од причините е јас како овој кратен крводаризол и што се уклучи во оваа акција, да дадеме една кумен допринос, бидејќи знаеме што значи секој дадена крв и ево едно апел на секој кој е способен здрав човек да повели, кој се осеќа способен да даде оваа драгоценна течност која помага многу животи во критично состојание. Во реализирањето на акцијата се вклучи медицинска екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, а собраните единици крв ќе бидат наменети за пациентите кои се лекуваат на повеќе клиники. Ова беше втора крводарителска акција годинава, а до крајот на годината планирани се уште 18 редовни и една вонредна. Од нив 11 ќе бидат спроведени во просториите на Општинската организација на Црвен крст, а останатите 10 на терен. Во текот на изминатата година, Црвениот крст на Кочани собра вкупно 1179 единици крв, со што беа остварени 87% од планираната квота за 2014 година. Проследете ги спортските информации. Футсал екипата на Бели доживеа пораз на свој терен од Кратис од Кратово во рамки на осмина финалето од Купот на Македонија. Футсал екипата на Бели не беше достоен противник за фудбалерите на Кратис од Кратово на средбата што во средата попладне се одигра во Кочани. Надпреварот што беше во рамки на осмина финалето од Футсал Купот на Македонија имаше голема важност за двата тима, но домашните покажаа послава подготвеност и заслужено загубија со 12:4. Дека играта ќе им припадне на кратовчани се виде уште на крајот од првото полувреме, кога тие поведоа со 5:1. До крајот на средбата домакините успеа да постигнат уште само 3 гола, што не беше доволно да направат пресврат во крајниот резултат. Со тоа му овозможија на својот противник да го продолжи надпреварувањето за освојување на Футсал Купот. Гледачите кои дојдоа во спортската сала на Основното училиште Никола Карев можеа да видат возбудлива игра, иако на крајот мораа да го прифатат поразот на своите фаворити. Учениците од двете средни кочански училишта интензивно се подготвуваат за општинските надпревари во кошарка што ќе се одржат на 20 февруари. Победникот оди на зонски надпревар, а понатаму на регионален и државен турнир. Општинските надпревари во кошарка за средните училишта што се играат во рамки на гимназијадата ќе се одржат на 20 февруари петок во спортската сала во Кочани. Силите во кошарка ќе ги одмерат учениците од двете средни кочански училишта Гоша Викентиев и Љупчо Сантов. Учениците подолг период интензивно се подготвуваат за турнирите. Веќе 2 месеца интензивно работиме со девојчињата, бидејќи тие не тренираат активно по клубови. Замреа нашите женски кошаркарски клубови, па за да се спремеме добро мора да систематски да се вежба, тие веќе 2 месеца тренираат. А момчињата ќе се соберат оваа недела дена пред надпреварот, затоа што тие си активно надпреваруваат во клубовите и немат време да тренираме посебно со нив. Завршија и надпреварите во футсал. Футсал помина, заврши нашето училиште се надпреварува во машки и женски фудбал и во футсал, и во голем фудбал женски, но тие завршија, не успеавме да се квалификуваме. Единствено ни останува големиот фудбал, па ќе видиме ако успееме да се квалификуваме, ќе отидеме на тоа републичко првенство. Победникот од општинскиот надпревар во кошарка ќе учествува на зонскиот, што ќе се одржи од 25 до 28 февруари, а тука спаѓаат Кочани, Виница, Македонска, Каменица, Делчево и Берово. На регионалниот надпревар земаат учество 4 екипи од сите зони по една. Победниците од зонскиот одат на регионален надпревар кој за машки ќе се одржи во Кавадарци, а за девојчињата во Скопје.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Останете со нашата програма. Довидување.